Мацијевиќ и сум дел од тимот на Скопје Drum Talks. За тие што прв пат слушаат за оваа организација, Скопје Drum Talks е првото здружение во Македонија за едукација и поддршка на тапанари. Не би сакала да должам многу, вечерва имаме 3 извонредни тапанари кои долги години не инспирираат на сцената. И само на кратко би кажала дека после секој артист ќе биде отворено за прашање од публика, доколку имате некој за тие вежби што ќе ги објаснуваат Мичи, Дино и Гоце. Баке и Дино и Дама ќе бидат задолжени за тоа, така да слободно дојдете, ќе ви дадат микрофон, прашајте што сакате и уживајте. Би сакала да го најавам Михаил Парушев, тој ќе отвори нашата прва драм клиника и уживајте. Добро вечер. Сум имал 3:30 предходно. Јас сум Михаил Парушев, го имам снимено во Архангел албум, сите знаете. 76-та сум роден, свирам со Леви Сол. Значи од тогаш да слушам таа наша музика македонска. И јако е ова, стварно дримава. Биографски знаете што имам. Значи, остварено. Ке се представам со неколку па и авторски и неавторски музики, кај што сум бил гостин или член на група. Многу сакам непарна музика да свирам, од 4/4 кон 5, па 7, 8, 11, 9, нашите скопски ритмови 18, 25, 26. Ке морам да почнем да свирам, да се обуштам. Работи за Double Stroke Birbal. Кој си има динамика кон крешендо. Тој Birbal се вежба со години. Јас од мојот прв професор, кога имам научено стварно да свирам многу, и од Зоран Спасовски имам научено некои класични работи што сме ги студирале во Луј и на Академија. Овој Double Stroke Birbal се постигнува, значи од сингл и од дабл будари. Ке би ги објаснам во 4-тинки, во 8-тинки и во 16-тинки.
удари, тоест 4 шестнестини, правиме виргул. И го постигнуваме она што се бара као оса да звучи. Ја имам направено неколку комбинации од рокерското свирење и школското од книгите Јосеф Тузар, Вилкоксон и сето тоа што сме поминали таму на таа школа. Одлична ни е школата, многу е тешка, си бара вежбање нормално, како и секој инструмент. Мислам дека за таа песна не треба да зборам више. Еве сега ќе ви отсвирам една песничка од мојот опус. Материјал кој го снимавме пред 2-3 месеци со моите колеги од Словенија, Игор Безгет и Тадеј Кампо, се работи за 9. За нас се работи за 9, за нив се работи за 3 четвртини. Значи 9 осмини може да бидат и 3 четвртини, значи може да бидат и 6 осмини, па да се поделат. Тоа е една математика. Сите ги овде, мислам, ги гледам, тука се Джигер, Виктор, Филип, Гоце Дино, да се знаем. Се надевам дека исто ги броите така, ритмовите како ја што ги гледам во некоја математика. Значи, секоја деветка може и 4 да биде. Ако има некој прашање, не знам, ја мислам дека нели така треба да. Извините ми, имам трема као пејач. Тоа е 2 малечки седмичиња и едно четврче. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Така? Таа е 9. Ако ги броите песните во 16-тинки, мислам тоа е во македонската крв,
поситно да ги броиме, нели на ситно живееме ние цело време. 18-ката е 18, 16, 9-ката е тоа броење ке мене овде тука си стои и си тлее од душата, од срцето, емотивно ја се врзувам кон се. Повелете. Има уште едно прашање. Колку време требало да се навежба? Дали овој ритам воопшто? Па да, и тоа преходното. Чекай да видам. Имаш 9 или 10 години. Не, 12. 12. Ја имав еден ученик за еден час го научи овој ритам. Многу е лесен, македонски е ритамот. По крвта ни е. Само тоа е прелазот е разва. Окей. Значи е 7 два пати и 4. Се вежба, едноставно треба да слушаш народна музика. Окей. Немојте да имате против македонската народна музика, тоа е нешто совршено. Научете си ги децата да си ја гајат таа музика. Јас потекнувам од неколку краеви на Македонија, од Дебаре мајка ми, од таму ми е мене тоа не падна до вајда. Знам да ги изиграм сите тие пајдешко и деветки и секако. Зашто така сум роден, во таква фамилија сум роден. Еве ти, бувај и живеј. Секој ритам се вежба, значи 4/4. Додека стане совршено, треба да се вежба. Да би направил оса вирбол, може би месец дена, не се сеќавам ја, може би год се памти, ја имам на школски другари, киз професор учевме да свириме добош. И чекавме овие палеци да досвират, па друга ве. Создававме, види какво вирбол имам на зграда вака, на школата, види, што биш? Види вирбол. Значи, вежбаш, цело време треба да вежбаш. Јас стварно многу вежбав како дете и после почнав да свирам многу. И се уште свирам многу. Свирам по 125 дена во Јудроги. Секој ден. Свирам свирик, рецимо и него ни бројам некаде од 3/4, некаде ми е седмица свирбот. Ај, сум се посветил многу на музика. Мислам на сите ви собраќам, ми е симпатично детенцево. Ме посеќам на Јордан Манов, толкаца беше, мислам, 9 или 10 години, кога дојде, видиш од нам и ми ги свираше сите тие... Исто вака ги свиреше. Седмици, као јас што ги мислам. Тие се 7, значи, треба да свириш, треба да си направиш бенд и да свириш со постари музичари да те учат. Да те тераат да ги достигнеш. Ќе кажам нешто и за тој дел од моето детство. А сега ќе отсвираме на 7/8 песна. Ако ми ја отсвира компјутерот.
Најбитен сегмент. Так, доволно ми беше овие 2 недели. Значи сме си дале Тивко знакче, како диригент. Чајна не ја има. Тоа си останува. Да чув вчера да ви признам. Излезам да се поклонам, не отсвирев ни една моја авторска, ми ги нема, Хардот не ги препознава. Ке се поклонам. Пала што дойдовте.